Уште една успешна крводарителска акција на Општинската организација на Црвениот крст Кочани. Во сработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје, скапоцената течност ја даруваа 30 на граѓани. Меѓу нив е и скопјанецот Александар Иванов, кој поминувајќи случајно го забележал комбето на Институтот од Скопје и не можел да го одмине, а да не дарува крв. Дополнително што ова му е јубилеен 50-ти пат да ја дарува скапоцената течност. Денес сум случајно во Кочани. Кога го видов комбето на Институтот за трансфузиона медицина, посакав да дадам, денес е јубилеен 50-ти пат, 50-ти пат крв. За мене значи ова хуман гест и навистина ми исполнува. Давам крв 3 до 4 пати годишно. Со 33 години имам 50 пати дадено до сега. Упатувам апел до младите луѓе да даруваат крв, затоа што некаде по болниците секогаш постојат луѓе и пациенти на кои тоа им е и повеќе од потребно и затоа што спасува живот. Дарувани се 30 единици крв, што е задоволителна бројка, велат од Црвениот крст и од Институтот од Скопје. Продолжуваме со нашите акции, каде што нашите херои, како што ги викаме за време на пандемија, даруваат крв и спасуваат нечии живот кој што чекат за крв. Ги заблагодарувам многу сите дарители што денеска доаѓаат и го даруваат својата скапоцена течност, крвта. Очекуваме да се покачи таа бројка. Ова крводарителска акција не посетија и многу млади, од каде од 21 единици што се собрани, околу 50% беа и млади што дарува својата скапоцена течност. Денеска во просториите на Општинската организација на Црвен крст Кочани се спроведува редовна крводарителска акција која започна во 9 часот и ќе трае до 14 часот. Самата акција се спроведува во соработка со Институтот за трансфузиона медицина од Скопје. До моментот дарувани се 21 единица на крв и очекуваме да закружиме оваа акција со број околу 30 дарувани единици. Така да сакам да се благодарам на сите крводарители кои денеска дојдоа, даруваа и со тоа ни помогнаа да се спасат човечки животи. Од Црвениот крст во Кочани истакнаа дека од следната недела пак продолжуваат со хуманите акции, поточно со доделувањето пакети со храна за социјално ранливите категории граѓани.